sram, ni bede, ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, otvori oči okolo tebe. Ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, ni sram, ni bede, otvori oči okolo tebe. Сте видели ли пресконференција на овој заменик ще портпарол на МВР што беше? Видите е? Вака изгледа тоа. Ова е невербална изјава која во 99% чек малце од случаите е погрешно протолкувана од страна на машкото лице. Значи, кај сите портпароли, таа кабината е стандардна висина, кај него е 25 сантима пониска, пошто не дај Боже, некоја пресконференција и лицето БЦ влезе у ФЦ и тука со шипки коци тупат. Ке попие некој микрофон, ке остане без око да тија. Гласно воздивнува. Следна шифра, да се врати жените, да се вратиме кај нив. Трета многу опасна шифра. Уреду е! Значи, ништо не е уреду, братче. Знаеш што е најстрашно? Ништо не е уреду, ама ти па не знаеш што не е уреду, бе, брат. И далje. Кај нив, кај жените све е обратно. Све. Ако ти каже да, значи не, ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура ти вика немој да ме фаќаш тука, никако дечко има, немој да ме фаќаш, тоа значи фаќај ме, растури ме. Твоја е, братче. Ја клеца 100%, осим ти, братче, ти нема шанси. Ти нема шанси. И сега, све е обратно. Доаѓаме повторно до ситуација со маста. Петок, 6:30-7 навечер, она гледа турска или индиска серија, зависи што се нуди. Ти пристапуваш со мала доза на страв. Секојдневна ситуација, ке стасаме, ке ви се разјасни. Не бе, ке дојам па таму, живе, седи. Влагаш. Ај, бајш. Маче, оди свари кафе, сеја. После 5 минути, ако е на плинско 3. Повели, фала. Кажи. Кошулава у пичку, матер, треба да се пегла у маму, да ти е... Кажи, не бе да те прашам дали имаш за перење на 30, да ставам за перење. Шо е? Маче, знаеш дека денес е петок? Да, знам. Чисто да прашам. Ја сакав да искачам. Ке искачаш? Да пружам алишта, де? Алишта ке пружам до двор да искочам, значи... Не замарај, гледам серија. Пружаш алишта, јеби га. Се враќаш. Поголема доза на страв. Гледаш далинското да не е при рука, пошто тоа лета, братче. Маче, ние, јас и ти, да бе да, јас и ти мислам, ние, нас, знаеш како да сакам ја тебе. Со другарите, ки идеш у кафана? Не бе у кафана, онака. Дојди вам. Тука ми е убаво до овој крај на масата, шо? Дојди вам. Оке, да идам у кафана со другарите? Ако терај си, нема никаков проблем, јас не мора никаде да одам, ке си седам дома
тука више ја бара вазната, ти више си у ходник, под отворена врата и ти дзирка само главата. Маче, да не си нервозна ради ова со кафанава. Не сум нервозна! Доробе сонце, не викај, не вика! Кој вика? Па ти викаш, не ме провоцирај! Прај што сакаш, уреду е! Братче, 2 шифри у една реченица, прај што сакаш и уреду е. Седи си дома, бе, брат. Седи си дома, бе, братче. Може, ајде, може, чим сте запнале, ајде, добро. Седи си дома. Петок, кафана, другари, Миле Кузмановски, не кани ме. Глупости. Седи си дома. Земи си пола кило ракиичка. Салатичка. Цака. Пушти си малечката невеста. Па шо? Па после пола кило раке и малечката невеста ти е профисерија, бе, брат. Само знаеш што нема ти биде јасно? Тоа која сецка кадарот. Само сецка кадарот у пичку матерну. За све сецка кадарот. Пример, малечката невеста вика, имам пролив. Цела Индија ја дадат. 15 кадри. Сецка кадарот, братче. Значи, така се прави серија со 50 евра, бе. 3 реченици и еден исти кадар по 50 пути врати го. Не можело македонска продукција. Ете ти, бе, брат. Значи, после пола кило ракија, значи само после пола кило ракија нема ти биде јасно само тоа која сецка кадарот. Дали ти више си се начукал или сител има слаба графичка? Само тоа не ти е јасно, братче. Сега, еден совет за овие што и малку повозрастни од мене што се влезени веќе у бракоразводни обавези и овие што допрва ќе влезат у бракоразводни обавези. Значи, овој совет, братче, се вика за мир у куќа. Тоа е невозможно, ама добро. Тоа е да пробаш неизино да те заебе. За мир у куќа. Иде вака. Немој по ниту една цена да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Абе, ме слушаш мене, ти ме што ти зборам? Готово, кај, нема, не, готово, брат, си го едал курот, саат и пол предавање, нема назад. Ете ти, таков си, никогаш не ме слушаш, ја џабе зборам. После ти на мене ми викаш дека ја на тебе не сум ти кажала, ти мене не ме сакаш, ти не можеш да ме слушаш, а камо да... И сега, вториот дел од советот, не паничи. Од неколку причини. Прво, ако е тенисерка, веќе кажав, ако тига тегови ќе леташ низ прозор, ако е обична цура од Ѓорче си евал мамата, братче. Не паничи. Она така си бара внимание. И сега ти тука треба да ја кажеш, не срце те слушам, како не. Реал Барселона некоја глупа утакмица тука нешто има, катастрофа. Катастрофа Меси даде гол 45 метра, ужас. Задниве 2 реченици не ти ги фатив. Ти се спие? О, шо да ти правиме? И, значи, така и кажа, че тука ја смируваш. А зашо бе вие жените не си барате внимание нормално? Нормално бе, братче, ти дојде нормално ти каже. Поки, гушни ме, бацни ме, гални ме, клецни ме. Нормално. Не сме како вас, барем ние не сме како вас. Не можам сега. Маче, дај бе само малце. Не можам. Ме боли главата. Добре, става е со тоа главата, дај смисли нешто друго. Не можам. Утре треба да добијам. Добро бе, утре е тоа. Да, утре е. Ама денес стомакот ме боли. Не може. И сега, мажот, сапиенс, вие сте хомо таму, не ве рачунам. Мажот, сапиенс,
ја прави најголемата грешка у праисториското постоење свое, уште од палеолитот. Ја моли за секс. Испери на рука, братче, терај далje, ке ти спадне, знаеш, тестостерон, ке ти спадне, ке избатиш од себе негативна енергија, отров.